Добре дојавте, почитувани. Македонија претрпе еден од најтешките порази во последната деценија, 7-1 од Велс, пораз кој отвори многу прашања, од тактиката и психологијата на тимот до иднината на овој тим под водство на селекторот Милевски и реалните можности на нашата репрезентација. Како понатаму во квалификациите? Што ни кажува FIFA ранг листата? Дали овој резултат е сурова реалност или само лоша ноќ на островот? Да си кажеме со мојот колега, спортскиот новинар Бранко Казаковски и Бован Бабунски, поранешен фудбалер, репрезентативец и селектор, човек кој одблиску ја познава и оваа и претходните генерации. Добре дојавте во студиото на Тело. Добро утро. Добро утро. Прво, каков е вашиот личен впечаток во однос на вчерашниот пораз? Кусок, неколку реченици, како го доживеавте тоа? Па, секако е на некој начин нокдаун, не очекувавме ваков резултат. Меѓутоа, по се она што се случуваше и како се одвиваше надпреварот, не успеавме да ги покажеме оние квалитети кои што ги покажавме изминатиот период, каде што навистина треба прво тоа да се призна и да се честита на играчите и на стручниот штаб, кои што досега изминативе 2 години успеа некако вешто со многу добри тактички замисли да ги добива резултатите или да постигнува добри резултати, меѓутоа не беше случај последниот надпревар. Бранко, што е твојот впечаток личен вака? Што се случи вчера? Зошто ето така паднавме толку? Па, она што ми изненади непријатно вчера кај Македонија е тоа што не го покажавме оној менталитет на тврд орев што го имавме изминативе години, бидејќи велшаните доста лесно не пробива буквално на секој дел од теренот, а тоа беше нели главната карактеристика на Македонија изминативе неколку години, да биде реално тврд орев против секого, и послабите и посилните репрезентации. Ќе го тргнем на страна оној 7-0 пораз од Англија пред повеќе од 2 години, почнувајќи од оној пораз од Италија 5-2 во тие евроквалификации. Точно 2 години ние немавме пораз на официјални надпревари и Лигата на нации и овие квалификации, и самиот факт што ние до вчерашниот надпревар во овие квалификации имавме само 3 примени голови, а вчера примивме 7. Тоа ми изненади, тој и како се објаснува тоа? Тој крах, зошто вчера токму така? Па, јас искрено од надвор не можам да го објаснам тоа или да тврдам дека да најдам точната причина зашто загубивме 7-1. Тоа го знаат најдобро играчите и селекторот. Само затоа го кажав тоа, дека за мене беше изненадување што не бевме тврд орев. Вообичаено нашата репрезентација е компактна и дефанзивно и офанзивно. Вчера буквално не функциониравме на ниту едно ниво. Како што го правите тоа вие, спортските новинари и коментатори, и вие поранешните фудбалери и репрезентативци, ако се прави некоја мини стручна анализа, нели, имавме прво тактички колапс во дефанзива. Немаше некаква поврзаност помеѓу средниот ред и одбраната. Играше Македонија со некоја висока линија на одбрана, меѓутоа не се враќаше брзо назад. Сега кога ги споменуваш тактичките моменти, Бабунски ќе се надополни на моите коментари, односно се многу порелевантни од моите. Буквално кај Македонија не функционираше ниту еден ред, ни одбрана, ни напад, ни среден ред, особено средниот ред. Сега, ако нашата тактика не функционираше, значи на Велс функционирала безпрекорно. Крек Белами на терен стави, ако не се лажам, тројца фудбалери што играат десетка во нападот, ниту еден класичен напаѓач. И некако таа тактичка битка ја доби со тие тројца играчи, со Хари Вилсон, како вчера првпат беше и капитен и постигна хетрик, и буквално беа опасни од сите од репрезентацијата. Сите играчи беа опасни, и бековите, и напаѓачите, и средниот ред, што кај нас не функционираше буквално ништо. Сега, за да најдеме точка во таа анализа тактичка дека баш овој момент не функционирал кај нас, а кај нив функционираше, малце тешко да се најде на 7-1. Индивидуални грешки многу, кои така го зголемија поразот. Ако се направи да се надоврзате на... Да, подлабока анализа, ќе се види дека индивидуалните карактеристики, физичката спремност, треба да се напомене дека скоро 10 играчи од Велс играат на високо ниво во премиер лигата и во втората лига во Англија. Тоа сигурно е интересен податок. Нашите, да кажам, индивидуални карактеристики, ова е добра лекција и за тренерите и за играчите, би рекол во кој правец иде фудбалот, треба се пратат трендовите. Ние многу вешто и со многу интересни тактички замисли ги добивавме и правевме резултати во изминатиот период.
и успеавме да ги сокриеме слабостите индивидуални групно на некој начин, меѓутоа не беше случај на последниот натпревар. Секој тим, па дури Велс има слаби точки, исто и нашата репутација. Меѓутоа можевме да видевме дека во секој момент, хајде посебно за головите и пред тоа, не успеавме да ги компензираме или некако да ги сокриеме тие слабости што ги имаме, да кажеме, на страничните позиции или во централниот дел на теренот. Исто така може да се каже дека невообичаено долг период бевме во фаза каде што практично бевме решени само да се браниме, само да го браниме голот, а ова генерација, би рекол, на играчи ја краси малце поофанзивна игра која што, да кажам, цел живот ја баравме. На некој начин и они го покажа изминативе години и многу мал период во играта на овие последните надпревари, па дури со послаби противници тоа го покажа или го да кажам со леснотија ги добивме тие полесни презентации. Добро, во секој случај организацијата, борбеноста, концентрацијата или нешто друго. Се забележа и психолошки пат на 3-1 на полувремето, некако како да изгуби и волја, и сила, и концентрација, и ментална сила за понатамошна борба, нешто што не би требало да се случува во квалификациски дуел. Да, но како што кажа и Бабунски, ние од првата минута бевме како во втора брзина, а Велс во четврта брзина. Сите тие индивидуални грешки, например, пеналите, прекршокот за Хари Вилсон за оној слободен удар од аголот на 16-тникот, сите беа направени во тој меѓучекор, односно тој еден чекор што ни недостигаше да ја добиеме топката во тие дуели 50-50. Велшаните беа побрзи за еден чекор и ги изнудија пеналите, прекршоците, така и ги претарчува нашите дефанзивци, па и средниот ред и така натаму. Значи, од првата минута ние бевме чекор назад од Велс. Тркачки не надигра. И ќе се надополнам на Бабонски тоа што го спомена. Јасно се гледа дека нивните играчи се во врвна надпреварувачка форма, каде што играат во Англија, во Чемпионшип и во Премиер лигата, каде што темпото на игра е на невидено ниво, во ниту една друга лига во светот не се игра на тоа ниво. Брзина, експлозивност и 90 минути напаѓање. Сите овие аргументи се цврсти и несоборливи. Прашањето е, против овој ист Велс, значи истите играчи од Премиер лигата и од Чемпионшип, игравме и во Македонија. Ниту еден надпревар не е ист. Затоа велам, што беше различно вчера од Македонија која на Белгија и се спротистави во Белгија на тамошен терен, па успеа да помине без пораз. Јас ќе го кажам пак истото. Пат вчера. Ниту еден надпревар не е ист. Бабунски може ќе се согласи, може не, но тој е тренер и играч бил, знае. Никогаш кога играте со еден противник два пати не е истиот надпревар, не ни може да биде истиот надпревар. Значи секогаш е различно, секогаш има различни играчи. Што беше проблемот вчера? Проблемот беше што Велс, како што кажа Крейг Белами, не знам дали ги прочитавте изјавите од пресконференцијата. Прв пат, така кажа Велс, не сум совршен човек, не сум видел совршени играчи, совршен надпревар, но ова беше близу до совршенство. И ја ќе се согласам. Буквално нас не ни дозволија да одиграме ништо и споменати на полувремето 3-1 зашто психолошки пат, кога не можеш да играш на терен против некој кој те надигрува во сите елементи, не ни можеш да се вратиш. Ние постигнавме гол на 2-0, се вративме и за момент помислив дека може ќе ги крене тоа нашите фудбалери, но брзо се дојде и тој 3-1 и така натаму. Многу е тешко да се игра на терен кога некој е премногу подобар од тебе. Да не бараме оправдување, меѓутоа може ли да се смета за проблематичен првиот пенал? Бидејќи немаше вар, имаше контакт, мислам дека беше чист пенал. Стојчевски немаше намера. Не. Ние во првата минута имавме, Велс имаше добра шанса, односно во втората минута. Веднаш на стартот се виде како ќе тече овој надпревар. Еве Бабунски може да се надополни на моето дека некогаш против некого не можеш да одиграш и не можеш да се вратиш. Добро, имаше ли позитивни елементи? Што имаше ли нешто добро во нашиот тим вчера? Ако речеме дека велшаните бриле близу до совршенство според оценката на нивниот селектор, во што бевме ние барем солидни или немаше такво ништо? Па, може да се каже моментот кога се вративме во игра, да кажеме, после постигнувањето на голот, можеше да се види дека на некој начин се покажа желба, можеме да се вратиме и покрај почетокот слаб и 2-0 водство на Велс, покажаа некоја желба играчите дека сакаат да се вратат во надпреварот, меѓутоа веќе после тоа третиот гол на некој начин заврши со идејата и психолошки
падна играчите, можеби веќе од стартот се види дека они дојдоа тука да го зачуваат голот и да играме на нерешено, можеби тоа беше проблемот, затоа што кога стартуваш со една идеја да идеш да победиш или да играш нерешено е сосем различно. Меѓутоа пак не треба многу да напаѓаме сега, треба да им дадеме големо признание за се ова што го направија, навистина покажаа изволни резултати и бевме горди на нив во изминатиот период. Може да се свати како слаб ден, како слаб тактички пристап и психолошки би можело да се каже. И можеби поука за војднина. И поука, дефинитивно, одлична лекција. Ова е добро и за играчите да видат и ние тренерите да видиме во кој правец идат трендовите во фудбалот. Навистина Велс, кој што до вчера на некој начин беше некоја мала репрезентација, ни покажа кои се трендовите во фудбалот, кај што треба да ги следиме, да ги пратиме и индивидуално и како поранешен репрезентативец и селектор, добро ја познавате и сооблекувалната, ме интересира што се, а сега сте и родител на фудбалер кој е дел од репрезентацијата, ме интересира што се случува во сооблекувалната, ете на полувреме кога Македонија губи со толкав резултат или на крајот на надпреварот. Каква е атмосферата таму? Што вели Давид? Да, па секако не е многу оптимистичка. Се обидуваат сите во тишина да најдат сили, да најдат начин со нормално со инструкции на тренерите и селекторите како да се излечеш од таа ситуација. Меѓутоа видовме уште од почеток во кој правец оди работата и не најдоа снага да се вратат во надпреварот. Сега треба да се направи, сигурно и они се свесни во каква ситуација и што се случи ова, сигурно дека мислам дека повторно многу тешко може да се случи, барем на нив во следниот период. Треба да се даде добра анализа и добра потврда на се ова што го направија, да се направат анализи и да не се случуваат повторно вакви надпревари. Добро, сега селекторот Милевски е под огромен притисок, повторно исто како или слично како по поразот од Англија во јуни 2023-та, така беше. Да. Вчера и самиот на пресконференцијата потоа рече одговорноста секако за овој пораз на ваков начин е моја, затоа што јас стојам пред овој тим и ја носам секоја одлука. Меѓутоа, дали е фер веднаш сега да се тргне по скалпот на Милевски? Дали е моментот и за анализа и за одговорност или треба да се остави време, бидејќи ете 14 надпревари пред овој па имавме репрезентација која не загуби. Значи практично од поразот на Англија немавме пораз. Да, 2,5 години. Не, пораз последниот ни беше од Италија во истите тие евроквалификации во 17 ноември 2023, од тогаш на сите официјални надпревари 2 години точно немаме пораз. Да, факт е дека ние како јавност често победите ги креваме, ги глорифицираме веднаш. Да, до небо, поразите до пеколот и назад, нели? И секогаш ќе биде селекторот виновен за поразите, а и победите сепак и тој ги носеше така. Би било неблагодарно ние да го судиме, односно да ја осудуваме работата на Милевски на овој пораз, да речеме. Точно. Да, почнаа спекулации низ медиумите, односно низ јавноста дека му завршува договорот сега на крајот од ноември, дали ќе продолжи понатаму ќе видиме. Тоа е одговор на Фудбалската федерација на Македонија, но мислам дека би било премногу непрофесионално да биде променет селекторот пред бараж. За мене. Значи, особено што ја води оваа репрезентација скоро 4 години, ако не се лажам. Значи, по Ангеловски тој 2014 ја презема, па после Европското првенство 2021 настапи тука дојде и Милевски. Значи мене ми се допаѓа искрено тоа што имаме некаков континуитет со селекторите. Бидејќи во минатото знаеме менувавме и странци, значи многу брзо ги менувавме селекторите заради резултатите, а некако Ангеловски и Милевски добија некој континуитет и некоја стабилност што се одрази на резултатите и тоа како добро. Вие Бабунски еден кус? Да, па пред себе ми се допаѓа неговата изјава и одговорноста што ја презема. Се согласувам со колегата, да кажам, и навистина треба да се учи од овој период и од едниот и од другиот, и Ангеловски не остави нешто, и Милевски сега еден период успешен, да кажам, и патоказ во кој правец треба да се иде. Меѓутоа, тоа е веќе работа на управата на федерацијата, навистина. Ако се ставите во нивна улога, што сега понатаму, мислам дека треба да се даде
секако некој континуитет, иако веќе се размислува на долги стази, повторно со Милевски, тогаш треба да му се даде нов мандат за да ја продолжи работата. И ќе биде многу незгодно сега да се чека да видиме баражот, па после ќе видиме друг селектор. Значи сега е тешка одлука на федерацијата да донесе со кој човек ќе продолжи работата во селекцијата. Значи голем прашалник како натаму. Во таа смисла, какви се сега шансите да си, бидејќи сонот за светско не завршува со поразот вчера, ете ќе одиме по потешкиот и по долгиот пат, меѓутоа шанси сепак постојат. Теоретски мал процент, бидејќи треба да одиграме два надпревари со исклучително посилни противници, едниот сигурно на гостински терен, така. Да, може би вториот таму, така што работата се усложнува, станува потешка, меѓутоа не е невозможно и тоа. И веројатно во таа смисла држи муабетот дека не треба да се реагира сега, треба да се остави барем баражот да заврши, па после да се анализира работата. Според мене е тоа најправилното, да почекаме да дојде тој бараж и да го пречекаме, да кажам, не со ладни глави, туку да го дочекаме подготвени. Тука не зборувам само за селекторот Милевски за фудбалската федерација, туку и самите играчи. Кажа Бабунски на почетокот дека еден од главните проблеми е каде што нашиот тим, односно нашите голем дел од играчите немаат сериозни минутажи во своите клубови. Не играат редовно, а тоа се забележа вчера. Значи, како што напоменав, Чемпионшип и Премиер лигата се ниво сами за себе. Значи, ние имаме двајца, тројца играчи што играат на така повисоко ниво, но не премиер лигашко ниво, а тоа темпо на премиер лигата не прегази. Сега е многу важно. Затоа е многу важно и играчите индивидуално да го имаат тоа на ум кога ја градат својата кариера, односно ги одбираат клубовите каде што ќе ја продолжат својата кариера. Многу е важно тоа. Еве се забележува тоа, секој индивидуално играч кој игра редовно и играч кој не игра редовно се забележува на терен. Многу лесно. И затоа е многу важно во тој бараж кога ќе влеземе да бидат сите играчи подготвени за 90 минути, па и продолжение и пенали. Во таа смисла, колку се реални шансите Македонија да се надева на нешто? Ќе бидам индискретен, ќе си дозволам во една пригода, кога беше исто така прозиван и адресиран Милевски за некои порази и лоши настапи на македонскиот репрезентативен тим, рече: тоа е реалноста. Не знам кој да дојде на моје место, што би направил повеќе кога имаме таква лига каква што имаме домашна, кога имаме репрезентативци главно од надвор кои имаат слаби минутажи во тимовите каде што настапуваат, и тоа е реалноста. Би можело ли нешто тактички или не знам како да се промени брзо преку ноќ и Македонија во 2026 да биде сосема друга репрезентација, да учи од Велс? Што да учи кога реалноста е оваа каква што е? Што да учи кога тие се играчите? Па, одлично кажа во анализата. Мислам дека токму ради тоа може оно што го правиа досега и Милевски и Ангеловски, што извонредни тактички, моментални замисли конкретно за секој надпревар. Подготвува. Подготовки. И успеваа. И успеваа, без разлика на моменталната состојба. Иначе, тоа е голема вистина дека моменталната состојба на секој играч во клубот влијае и на играта во репрезентацијата. Вие може да видиме и секој може да види во каква состојба е Елмас и Барди кои што ги решава клучните работи на секој буквално надпревар предходно, во каква состојба се сега. Исто така и другите играчи кои што се во средниот ред или во одбраната. Значи практично ја мислам дека Милевски е Копефелд со и магија треба да измисли со своите тренери во стручниот штаб за да го извлече секој надпревар. И реалноста е навистина таа, меѓутоа да се надеваме дека истото тоа ќе го направат и во следниот бараж, без разлика на противникот, еден или два надпревари секогаш се предност на помалите репрезентации кои што може нешто да измислат во моментот, да бидат во моментална добра форма сите играчи, да се надеваме и да направиме добар резултат како што тоа беше претходно. Само да се надоврзам на моментот на минутажите на нашите фудбалери. И Милевски тоа го истакна неколку пати претходно на собирите. Ние и играчите кои немаат големи минутажи во своите клубови, кога доаѓаат во репрезентација играат не 100-200% од своите можности. Значи делува дека можеби не секогаш иако не се можеби во играчка форма, дека во репрезентација даваат максимум и повеќе од тоа што го можат.
Значи мора да им се оддаде почит за тоа на играчите, дека секогаш барем изминативе години кога сме гледале на превари на македонската фудбалска репрезентација, не сме виделе дека играч не знам, стои на терен или не се залага доволно. И тоа е нешто што тргна од Ангеловски, а го продолжи и Милевски, има добра хармонија во тимот и тоа е очигледно. Затоа можеби и овој резултат 7-1 не е изненадувачки, затоа кажав на почетокот, ние вообичаено сме тврд орев заради тој и на таа борбеност, таа желба да се игра за репрезентацијата, можеби и ќе извлечеме добра поука. И да се надоврзам со уште едно прашање кога станува збор за овој тим. Има ли оваа генерација го достигна ли оваа генерација платото, врвот, или пак има се уште потенцијал што не сме го видели и што може сепак да се... Знаете, Бабунски можеби подобро ќе го каже ова што го јас ќе го напоменам. Никогаш, тоест многу ретко можеме да кажеме дека таа една генерација фудбалска репрезентација важи и за секој спорт. Дека таа го достигнала зенитот и е толку. Затоа што секогаш во репрезентацијата влегуваат помлади играчи, некои од постарите кои играат во врвна форма, односно ќе дојдат до репрезентативна форма па добиваат повеќе, секогаш некако собирите се можеби склоп на различни играчи. Да, јадрото ни е тоа на онаа младинска репрезентација која стигна до европското првенство е јадрото на оваа екипа, но секогаш има некој нов играч кој доаѓа во репрезентацијата и затоа не велам дека ова е врвот на репрезентацијата. Добро, но со оглед на условите во домашната фудбалска лига и со оглед на талентите со кои располагаме, а веројатно ги знаете, ги следите. Имаме ли потенцијал таленти, оваа генерација со мала замена на генерациите со мало подмладување, да сила за нови врвни резултати, или пак ќе треба да почекаме на тоа? Ако генерички гледаме моментално, не би имале некој потенцијал барем во U21, бидејќи репрезентацијата сега е последна на табелата, со една победа, вчера ја загуби и од Полска. Немаме резултат во U21, но тоа не значи дека еден или двајца играчи од таа генерација за 3 или 4 години нема да созреат доволно или нема да направат добра кариера за да влезат во А тимот. Не секогаш, или обратно, како сме имале резултати во U21, не значи дека секогаш и ќе се пренесе тоа во сениорската, иако случајот кај нас беше таков дека младинската селекција ќе го понесе најголемиот товар. И да, овие играчи се уште има голем потенцијал. Елмас, Барди се далеку на залезот од кариерите, или Миовски, или Муслиу и така натаму. Далеку се од крај на кариерите Чурлинов. Оние постарите можеби да, се пред крај, но мислам дека оваа репрезентација има се уште потенцијал. Ке се роди нов талент во македонскиот фудбал, како и секогаш. Бабунски многу добро знае, бидејќи тој ја водеше U21 селекцијата пред Милевски и голем дел од играчите беа и во вашата генерација тогаш како помлади играчи, ако добро се сеќавам, во U21 повеќето беа 18-19 години, што потоа се покажа. Ако е некаков репер и ранг листата на FIFA, сега сме на негде 63-то место, меѓутоа во 2009 сме биле на 43-тото. Значи, сме били многу назад. 43-то мислам. 46-то сме биле во 2008-2009. Имаше малку различни рангирања на FIFA ранг листата, ние бевме и 114-ти, ако не се сеќавате, значи Милевски, тоест Ангеловски кога е презема бевме 114 или 117. Во 2017. Не, од 2016-17 бевме нај... Добро, сега да речам, ако е некаков репер за реалната моќ на фудбалската репрезентација и она што го зборуваме сега, и дека не треба да ги отпишуваме овие фудбалери сега, затоа што токму поради таа сплотеност, поради таа борбеност, поради тоа што кога играат за Македонија гинат на теренот, веројатно треба да гледаме напред и да гледаме до март. Сега, веќе утре ќе го дознаеме противникот. Првиот шешир, релативно тешки противници, Италија, Данска, Турција или Украина. Кој е според вас најлесен, иако нема лесни противници веќе? Тоа е тоа, меѓутоа ете, кога веќе мораме во бараш така, што е за вас најдобро? Па нема слаб противник за нас, сите се јаки, видовме и во овие квалификации, и помалите репрезентации изненадија, значи напредуваат. Така да нема некоја посокувана. И тоа во Палермо. Да, може истите да се паднат, пак имаме среќа да го повториме истиот резултат. Мислам дека нема за нас слаб противник или некој посакуван противник. Се едно е дали ќе се падне било кој од тие четирите репрезентации. Навистина треба да имаме во моментот среќа да дојдат сите спремни, мотивирани, психолошки растаретени и да направиме чудо, едноставно како што направивме со Италија.
Бранко? Ги знаевме од прилика нели потенцијалните противници синоќа по завршувањето на квалификациите и јасно беше кој ќе бидат од првиот чешир, потоа и вториот, третиот и ние во четвртиот нели квалитативен барабан. Не можам да кажам дека посакуваме да ни падне Данска или Украина или Италија или Турција. Сите репрезентации се некако различни по стилот на игра, се во различен стадиум од развојот на репрезентациите. Например, според мене Турција е една од најпотенцијалните репрезентации кои во иднина може да направи големи успеси, бидејќи имаат фантастични играчи, вундеркинд играчи како Йилдис и Арда Гюлер, што таленти ретко се раѓаат и во Англија и во Шпанија, да речеме, а не во Турција имаат, не знам, лидер како Хакан Чалханоглу во среден ред. Страшно потенцијална екипа. Италија можеби е во некој пат репрезентативен, тоа се гледа изминативе години. Мислам дека за сега барем во оваа репрезентација на Адзурите нема елитни играчи како во минатото, каде што кои биле страф и трепет за секоја репрезентација, но Италија го има она борбеност, она пожртвуваност кога играат за репрезентација и е многу тешка, особено ако сега паднеме пак со нив. Оние ќе им се вратат кошмарни 90 минути од Палермо и голот на Аце Трајковски. Мислам дека уште повеќе би играле посилно. Ќе бидат мотивирани. Да, Украина ни е доста познат противник. Игравме и во евроквалификациите со нив во онаа тешка група и со Италија и со Англија. Не победија два пати. Се надигрувавме до одредени моменти со нив. 2-0 водевме во Скопје, изгубивме 3-2. Во Прага го игравме, мислам дека возвратниот надпревар таму, ако не се лажам, беше 2-0 или 2-1. Исто така загубивме, да не ме држите за збор точно за резултатот. Данска не сме паднале оддамна со Данска. Не сме играле. Скандинавците знаеме дека се секогаш цврст орев. Данците на големите турнири секогаш имаат добар резултат, така беше и на претходното европско, па и на тоа европско претходно кога се случи она со нивниот фудбалер, со Кристијан Ериксен. Данците вачат за многу цврста репрезентација, можеби индивидуално не се на некое врвно ниво, но и големите селекции имаат сериозни проблеми со нив затоа што се тркачки добро, физички добро подготвени, тактички исто така се многу зрели, не делуваат премногу со некој атрактивен фудбал, но се многу конкретни и се многу блиску, да речам, до она што го игра Велс и островските репрезентации. Бабан, кога би можеле да бирате, кого би го избрале за против? Па, ете, може би Украина или Италија повторно. Турција и Данска помалку. Помалце, да. Пожелни. Ставно се во подем, се согласувам дека они се потенцијални во наредниот период да направат некој извонреден резултат со оглед на играчите кои што играат во нивната селекција, каде играат и на кој начин играат, нели, турската лига веќе е во подем и нивните интернационалци практично играат во големи и јаки клубови. Долги години бевте во Шпанија, велите треба да учиме од секој пораз, да научиме нешто и од велшаните репрезентација кои исто така е во подем. Кој би бил веројатно најдобриот лек совет или како по ваков пораз е најдобро да се ревитализира репрезентацијата, да се зацели и духот на фудбалерите и таа атмосфера да се подигне повторно на ниво, како да се едноставно реконструира тимот и ментално и тактички по ваков пораз? Да, тоа е одлично прашање, идеја која што секој играч треба да се запраша после ваква игра или ваков резултат. Исто така сигурен сум дека и тренерите ќе се замислат на кој начин да променат нешто, да се подобрат во тактичките замисли или во искористување на нашите квалитети. Ние секогаш последните години зборуваме за некоја идентитет, за некоја игра, дека треба да играме поофанзивно, дека треба да играме вака или онака, нели? Сега ќе видиме после овој надпревар многу нели памет после ова што се случи, меѓутоа реалноста е таа. Ние сакаме да играме офанзивно и да напаѓаме, меѓутоа кога ќе видите каква игра ќе наметне противникот и зошто тоа го наметнува, ако направите подлабока анализа, ќе видите каде они играат, какви резултати има секој индивидуално во лигата кај што игра, какви на некој начин метрики постигнува и тоа е патокасот од кој што треба да учиме, како секој индивидуално да се погледа со играчот на позиција кој што игра, како ги извршува тие
акции, како е спремен, како изгледа и во тој правец да ја учиме таа лекција и да се подобриме, затоа што трендовите последните неколку години покажуваат во кој правец иде фудбалот. Еден Велс кој што беше обична репрезентација или еве островските и тие што се блиску до Англија веќе одат енормно високо во висок ритам кој што на некој начин мора да сме свесни да го прифатиме тоа ако сакаме да одиме напоредно со напредокот и со овие силни репрезентации. Веројатно нема волшебно стапче, меѓутоа кој би бил тој логичен след на опоравување сега по овој тежок пораз? Надпрво немаме до март, можеби нешто пријателски. Па не мислам дека баражите веднаш се во март, нема термин за пријателски. Пријателските ќе бидат таму јуни пред светското првенство. Од септември почнува Лигата на нации 2026. Најдобрата лекција, односно фудбалерите што треба да направат после овој пораз. Во март треба да дојдат гневни, љути и да покажат дека ова не беше вистинското лице на Македонија. Браво. Само тоа. За квалитетите да нема да лути сами на себе и на се што се случува. Тоест да покажат, да докажат, пошто сите знаеме дека не е ова вистинското светло на Македонија. Само со таа мисла да влезат 7-1 се заборава, значи и 7-0 со Англија загубивме, па го заборавивме и 5-2 ќе изгубиме. 7-1 дома загуби, да. Значи и Италија загуби од Македонија, се уште има серија. Иако не се за споредување работите, меѓутоа се случувало да губат големи. Германија губела од Кореја, од Јапонија, од кого се? Италија испадна од Кореја на светско првенство и така натаму. Значи секој надпревар е посебен. Значи никој не е ист како што кажав и претходно, секој надпревар, секоја победа и пораз се заборава. Ние можеме да победиме 10 поред и најважниот надпревар да го загубиме и ќе биде нели џабе 10 победи поред да речеме. Фактички. Затоа велам во март собирот кога ќе биде пред баражот, кој да биде противникот, фудбалерите да бидат фокусирани на една цел, а тоа е да го поминат следниот противник и уште еднаш да покажат вистинско лице, а тоа не беше она од Велс, туку со љутина да покажат тоа што го знаат. И мислам дека така ќе биде. И наетот, ако ништо друго, ние нешто што го имаме ние како македонци во себе и во спортот сме покажале дека знаеме да бидеме нагазна мина кога ќе се заинатиме. Ете да. Поразите се дел од спортот, но најважно е какви лекции учиме од нив. Македонија има потенцијал, има талент и има навивачи, но потребен е систем, дисциплина и малку повеќе трпение. Лигата на нации ќе биде нов тест, нова можност. Благодарност до моите гости Бранко Казаковски и Бован Бабунски за нивната искрена анализа и за учеството во денешното издание, да се каже. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.